Го гледате најновото издание на регионалните вести. До 30 јуни земјоделците од Тетовско можат да пријават евентуални штети од невремето во подрачната единица на Министерството за земјоделие. Поради поројните дождови и температурните варијации, оваа пролет најголеми штети имаат претрпено новоподигнатите насади со орев, но и на вишњите и црешите. Започна да тече рокот за пријавување на штети од невремето на 14 месецов. До 30 јуни земјоделците од Тетовско до подрачната единица на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство можат да поднесат барање за вршење на увид на терен на земјоделските посеви и земјоделскиот имот на кој има настанато штета. Може да дојде да достави документација со доказ за собственост, ако е во негово владење обработливата или веќе култура која што е засегната во овој случај оштетена, или околку е под закуп земено договорот за закуп да го приложи и во Министерството да се во подрачната единица кај нас во општина да го пријави, екипите доаѓаат веднаш. Оваа пролет измина во знакот на многу дождови, а особено поројни. Подрачната единица во Тетово на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделието од теренските увиди утврди дека поради временските неприлики оваа пролет најголеми штети имаат претрпено новоподигнатите насади со орев, но и вишњите и црешите. Нашите советници во соработка со Министерството за земјоделие, стручната служба беа излезени на терен и ги констатираа и се направени записници за сите штети што беа настанати на сите земјоделски семејни стопанства кои основна дејност им се лозарово-штарските култури. Особено би истакнал од нашите констатации и теренски активности што ги извршивме во тој клучен ден, јас би рекол 14 април, каде што настана таа значителна штета на повеќегодишните лозарово-штарски култури, се констатираа дека најголеми штети претрпеа ново подигнатите насади на коскесто овоштие како што е оревот. Тој беше 100% уништен. Забележени се и штети на вишњата и на црешата, каде што исто резултира нормално со намалување на родот. Можем слободно да кажем од констатираните штети што беа настанати во коскесите овоштија, зачудува фактот и пријатно ме изненади што како култура лешникот не беше погоден од ниските температури, значи е отпорен на ниски температури и нема настанато никаква штета кај лешникот. Стравот од невреме што може дополнително да нанесе штети се уште постои кај земјоделците. Со оглед на климатските промени кои условуваат температурни варијации и елементарни непогоди, стравот до некаде е и оправдан. Глобалните климатски промени и оваа година не одминаа нас. Бевме сведоци 2 години наназад на едни невремиња што не зафате со многу поројни дождови, што заврши дури и со жртви како резултат на тие поројни дождови. Оваа година ќе се вратам малку ретроактивно 2 месеци наназад, како резултат на овие што ги напоменав глобални климатски промени и пропратени со покрај тие поројни дождови, пропратени беа и со големи температурни амплитуди во текот на едно деноночие, што значи утринските температури беа многу ниски, дневните температури знаеа да се качат до 22-24 степени, ноќните повторно се спуштаа температурите, што резултираше на целокупните посеви, долгогодишни насади, лозарово-штарски насади и така натамо, каде што беа штетите видни.
Во невремето што го зафати регионов пред 2 недели, се излеа Поројска река и донесе големи наноси на кал на поголема обработлива површина по течението на реката, се до атарот на село Требош. Како што ни информира од подрачната единица во Тетово на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието, штетите делумно се санирани, калта е расчистена, а дел од земјоделците веќе извршија презасадување на градинарските култури на површините со здрав посадочен материјал. Жителите на село Порој бараат надлежните што поскоро да ги изградат мостовите кои им ги однесе Поројска река, за да можат да остваруваат подобра комуникација од едната до другата страна на селото. Градежна механизација интензивно работи на расчистување на коритото на Поројска река. Мостовите во село Порој кои беа уништени со излевањето на Поројска река се уште не се санирани. Засега од едната до другата страна на селото може да се помине пеш на дрвен мост кој е привремено поставен. Мостот на магистралниот пат Тетово-Јажинце, иако поради неговото оштетување е забранет за движење, се уште се користи, затоа што во близина нема друг алтернативен пат, велат од местната заедница од Порој. Отаму апелираат што побрзо да се изградат нови мостови, а во меѓувреме да се отстранат големите карпи во горниот тек на Поројска река, затоа што во случај на поголем пороен дожд може да се спуштат во селото. На самата корита од река има многу големи камењи. Неги од шоферите, овие камионџиите кажуваат дека тие се камењи се више од 50 тони. Камења тие треба или да се минират или нешто да биде отворен таа корита. Од Дирекцијата за заштита и спасување изјавија дека до крајот на неделава целосно ќе биде исчистено коритото на Поројска река, но проблемот со незиното излевање нема да се реши, се додека не се изгради коритото. Речното корито, како што гледате, веќе е при крајот. Сега влегуваат и машините внатре, во него, финалето, што би се рекло, да се заврши. Вие како експерт да ни кажете, еве речено во корито ќе се исчисти, меѓутоа што треба долгорочно да се направи за да немаат проблемите жители на Порој и нормално пат да не биде блокиран. Што да се преземе со реката? Долгорочен план, тоа е веќе владата треба да изнајде. Колку што имам сознанија, имаат некој план овие UNDP. Треба да се изнајдат средства да се направат каскади и брани на речното корито, тоа изнад селото Џерма, од каде што и ова се случува. Со излевањето на Поројска река беа поплавени околу 50 хектари земјоделска површина, кои се уште се расчистуваат од големите наноси од кал и камења. Серија проблеми кои се јавиле во изградбата на автопатот Кичево-Охрид ќе резултира со дополнителни трошоци во вредност од околу 100 милиони евра, објави анализа сервисот на македонски јазик при германскиот радиодифузер Дојче Веле. Изградбата на автопатот Кичево-Охрид веќе неколку месеци е во застој. Извештајот на надзорот покажува дека причината за стопирањето е во сериозните грешки во проектот, кои биле утврдени уште пред повеќе месеци, објави денес Дојче Веле. Според првичните проценки, штетата се проценува на околу 100 милиони евра. Во владата и во Министерството за транспорт ќе се прават и дополнителни анализи на проблемот. Најголем проблем е утврден во проектирањето на косините на автопатот, кои се оценети како нестабилни, и тоа на 4 делници од автопатот. Од јавното предпријатие за државни патишта, кое е договорена страна во проектот со кинеската компанија Синохидро, признаваат дека во проектот биле констатирани повеќе грешки, но велат тие се исправале во процесот на реализација. Колкави се штетите и што тоа ќе значи за целиот проект, допрва ќе треба да се утврдува, вели за Дојче Веле директорот на јавното предпријатие за државни патишта Александар Стојанов. Од надзорот утврдиле и неусогласеност меѓу проектната документација и состојбата на терен. Поради тоа била утврдена и потреба од предпроектирање и спроведување на правно-административни постапки за изготвување на нови дополнувања на проектите. На оваа делница беше предвидена изградба на 7 мостови, 22 вијадукти, 6 надпатници, 13 подпатници и 1 тунел, анализира Дојче Веле.
Доколку проценките за дополнителните трошоци од 100 милиони евра се покажат точни, тоа драматично ќе зголеми цената на автопатот Кичево-Охрид, кој онака се сметаше за прескап. И покрај проценките на Агенцијата за патишта, дека тој проект би требало да чини околу 270 милиони евра, владата на ВМРО ДПМН потпиша договор за изградба со кинеска фирма во вредност од 373 милиони евра, анализира Дојче Веле. Премиерот Зоран Заев вчера по средбата со кинеската амбасадорка Лин Лисјан потврди дека има проблеми не само со автопатот Кичево-Охрид, туку и на делницата Миладиновци-Штип. Заев најави средба со кинескиот изведувач и со другите вклучени страни во проектите со цел изнаоѓање на брзо решение. Регистрирана нова сообраќајна несреќа со учесник мотоциклист кој завршил со тешки повреди. Несреќата се случила на патот Гостивар-Чегране. Зачестија сообраќајните несреќи со мотоциклисти на Полошкото подречје. Последната е регистрирана вчера во попладневните часови на регионалниот пат Гостивар-Чегране. 22 годишен жител на ова гостиварско село завршил на скопските клиники со тешки повреди. Според информациите од полицијата, во несреќата учествувале автомобил Мерцедес со гостиварска регистрација, управуван од 60 годишно лице, и моторцикл што го управувал момче од Чегране. Мотоциклистот со повреди најпрво добил медицинска помош во гостиварската болница, а потоа бил испратен на скопските клиники со скршеници на двете нозе и повреда на главата. По извршениот увид, како најверојатна причина се наведува пребрзото возење. Пред неколку дена во Тетово на булеварот Маршал Тито, 26 годишен мотоциклист загина во сообраќајна несреќа. Тој возејќи изгубил контрола над моторциклот што го управувал и удрил во заштитната метална ограда. Од почетокот на овој месец низ улиците и патиштата во Полошко регистрирани се 6 сообраќајки со учесници мотоциклисти. Со своја песна и видеозапис, ученици од Основното училиште Братство Миѓени официјално ќе ја испратат учебната година. Денес се снимаше спотот со познати тетовски имиња од музичката сцена, а истиот ќе биде промовиран во петок, кога на третоделенците ќе им бидат врачени свидетелствата. Повеќе за ова убаво случување во продолжение. Наместо со класична приредба, третоделенците од Основното училиште Братство Миѓени со песна и спот ќе ја испратат учебната година. Цел месец работеа на снимањето на песната, а денес беа дел и од реализирањето на видеозапис. Идејата е на нивната наставничка Даниела Апостоловска, која секоја година наместо класичните активности за крај на школската година подготвува креативни случувања, преку кои незините ученици го покажуваат својот талент пред родителите. Оваа година се одлучивме за една песна која што е одбележие на нашето оделение, песна за малите пчелки, која што е напишана специјално за нив. Во песничката се провејуваат оние зборчиња кои што постојано ги употребуваме на часовите и се поистоветуваат со пчелката, која што е вредна, нели, трудолюбива, упорна, истрајна, посебна. Тоа ќе го забележите и во рефренот, односно во текстот на песната. Снимена е благодарение на Милан Миланов и сите овие дечки кои што тука ги гледате. Со големо учество, нели, на родителите во нашите креации, во осмислување на целокупната, нели, идеја за спот. Првично бевме договорени да се сними само една песна, меѓутоа кога видовме колку е убава песната, вклучивме, нели, и актуелни пејачи од тетовскиот крај, од нашиот регион, кои што, нели, ќе ги видите, еве ги тука позади нас. И тие се озваа со одушевување на овој наш повик. Сакам да напоменам дека сето ова, значи снимањето на песната, снимањето на спотот, сите луѓе тука се доброволно дојдени, значи без никакви дополнителни финансиски средства. Исто така и родителите максимално се вклучени. Нашата облека ја соши наши двајца родители. За машките, нели, еден родител, за девојчињата друг родител, фризурите на девојчињата исто така родител, така да ова нешто е направено без големи
финансиски средства, можем да кажам воопшто никакви финансиски средства, благодарение на добрата организација од страна на родителите, доброто менаџирање за сето ова од страна на мене и помагателите, односно пријателите кои што за да ги направат среќни детските срца дадоа се од себе. Да се снима видеозапис за учениците беше вистинско случување. Обкружени со камери, фотографи, повторувајќи едни исти работи по неколку пати додека се снимаше, ги направи да се чувствуваат како вистински звезди. Денеска правиме проба за нашата приредба. И се случува доаѓаат камермани да не сликуваат, да не снимуваат и оваа облека ни е специјална и фризутерите исто ни се специјални. Ние денес снимаме спот за нашата приредба и денеска многу ни беше забавно. И денеска не снимаа камери, и не сликува и многу беше интересно. Мене наинтересно ми беше кога насничката се качи на мотор, неочекувано, и сите мафтавме, и кога тванеше тванчето и полека влегувавме во училиштето. Ние имаме облечено машини, крилца и други работи. Спотот ќе биде промовиран во петок на 23 јуни. Целосниот материјал од снимањето на видеозаписот и неговата промоција ќе биде емитуван во детската емисија Тути Кидс во недела во 11 часот и 15 минути. Премиерите на Македонија и Бугарија Зоран Заев и Бојко Борисов ќе се поклонат пред споменикот на цар Самуил во Бугарија, а истото ќе го сторат кога Борисов ќе ја посети Македонија. Денеска ова што го правиме е повредно од секој можен договор. Ова порака на пријателство, ова гостопримство и подршка која што ја добиваме, ова взаемно констатирање за сите предрасуди кои што досега биле отварани. Овој чинот на поклонување заедничко пред споменици од заедничката историја навистина вредат повеќе од било кој договор. Се работи навистина за мали детали, кои што повеќе стручно службите ќе ги затворат. Повеќе нема да има комисии на преговори, ќе преговарат двајцата министри со своите кабинети, министрите за надворешни работи, за да може да го согласат тоа што остана малку, за да можеме, секако една цел што си ја дадовме пред нас, на 2 август, при возвратната посета на премиерот Борисов и неговиот кабинет во Македонија го подпишеме договорот. След като тој ќе поеме този риск да дојде на паметника на Самуил, на 2 август, кој живот и здраве, кога тој ќе го прифати овој ризик да дојде на паметник на споменикот на Самуил на 2 август, да сме живи и здрави, ќе го направиме истото на Илинденското востание кога ќе се чествува. Јас сум убеден дека ако се концентрираме на инфраструктурни проекти, на развој за овие години, и нашите односи ќе бидат поразлични. Ние сме не само балкански, ние сме и европски народи и нашата историја ќе покаже во иднина колку имаме право. Бугарија ќе председава со Европската Унија од 1 јануари до 30 јуни 2018 година и со тоа може да биде корисна за Македонија. Овие најави даваат надеж дека наскоро и ние на Балканот ќе можеме без задршки и скепса да кажеме дека Бугарија и Македонија се вистински пријатели. Денеска разговаравме за помошта и подршката која што Република Бугарија може да ја даде на нашата земја на процесот на интеграциите. Денеска разговаравме и навистина ги доближивме нашите ставови во функција на подпишувањето на договорот за добрососедство и соработка помеѓу нашите две земји. Ние имаме аспирации да отвориме преговори со Европската Унија. Ние имаме аспирации да станеме членка на НАТО. На тој пат пријателска Бугарија ќе ни биде од огромна помош и јас сум многу среќен поради оваа работа.
Верувам дека и нашите граѓани ќе бидат срекни заради тоа што имаме ваков пријател. Присъединяването на Балканите не е само север-юг. Жизнено важно. Проширувањето и пристапувањето на Балканот, не само север-юг, е од животно значење. Инфраструктурната поврзаност преко железнички линии, преко автопат Скопје-Софија. Ќе направиме многу усилби, бидејќи тоа ќе отвори Македонија во сите насоки. Сакам да подцртам дека ќе направиме се што е можно со пријателска Грција да работиме заедно, да ги решиме сите проблеми, бидејќи дестабилизацијата на Македонија значи и дестабилизација на нашите граници. Дарен Осборн од Кардиф е осомничен за терористички напад на муслиманите кои излегувале по молитвата од џамијата во Финсбери парк во Лондон. Откако напаѓачот удрил со комбе неколку луѓе пред џамијата, граѓаните го задржале и го предале на полицијата. Едно лице загина, 10 се повредени во нападот кој е квалификуван како терористички акт. Осборн, кој уапстен навргу по нападот, има 47 години и е татко на 4 деца. Британскиот заменик министер за внатрешни работи Бен Валас, кој е раководител на безбедносниот сектор во Хоум офисот, изјави дека Осборн не им бил познат на безбедносните власти и дека во овој свој терористички напад најверојатно действувал сосема сам. Истрагата за последниот инцидент што се случи во понеделникот попладне на Елисејските полиња во кој напаѓачот почина покажа дека тој поседувал оружје и експлозиви. Француската полиција уапси 4 лица членови на семејството на исламскиот екстремист, а пронајдено е поголемо количество на оружје. Лицето кое со автомобил Рено Меган удри во комбе на жандармеријата на Елисејските полиња во Париз починало речиси веднаш по судирот, при што се запалил неговиот автомобил. Министерот за внатрешни работи Жерар Коломб, кој го посети местото, зборуваше за убит за атентат. Француската полиција уапси 4 лица членови на семејството на исламскиот екстремист. Според блиски извори до истрагата станува збор за поранешната сопруга на Адам Џазири, неговиот брат и снаа, како и таткото на напаѓачот. Португалските пожарникари соопштија дека напредуваат во гаснењето на пожарот, што пред 3 дена изби во централниот дел на земјата, при што досега загинаа 64 лица, над 130 се повредени. Тие наведоа и се надеваат дека наскоро огнот ќе биде ставен под контрола. Повеќе од 1000 пожарникари и 9 канадери веќе 3 дена се борат со огнената стихија во Педрога Гранде. Португалската агенција за цивилна заштита соопшти и се надева дека во текот на денот пожарот ќе биде ставен под контрола и покрај тоа што е прогнозирана висока температура 43 целзиусови степени. Исто така голем проблем представува и ветрот. Досега 70% од пожарот се ставени под контрола. Најголем број од луѓето загинаа во обид со автомобили да го напуштат опожарениот регион. Денес имавме сончево и многу топло време, проследено со наоблачување во попладневните часови. Минималната температура се движеше од 8 до 12, а максималната од 23 до 30 степени целзиусови. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северозападен ветер. Утринската температура ќе се движи од 7 до 14, а дневната од 24 до 32 степени целзиусови. УВ индексот ќе има вредност 8.